Еден од нашите најталентирани млади мотоциклисти само пред неколку недели се врати од европскиот шампионат од Хрватска, кој што се одржуваше во Риека. За искуството од таму, за тоа како е да се освои бронзен медал, но и што понатаму со европскиот шампионат, ова утро ќе дознаеме од Христијан Бузалковски. Христијан, ќе ти посакам добро и убаво утро и честитки за овој голем подвиг кој што го направи лично за себе, но и секако за Македонија, да освоиш еден бронзен медал во тешка категорија, нели? Па, пред се добро утро, поздрав до вас и до вашите гледачи. Па искрено можам да кажам дека навистина е сериозен подвиг да оствариме подиум на овој натпревар на ФИМ европскиот шампионат во класата од 1000 кубни сантиметри. Беше навистина предизвик, затоа што оваа сезона, за разлика од минатата, конкуренцијата е многу посериозна. Така да можам да кажам дека и ние како тим напредуваме и сум горд на тоа што успеавме да оствариме подиум сега на патеката во Хрватска и да донесеме бронзен пехар од овој натпревар. Иако претходната сезона бевме во генералниот пласман трето место и освоивме бронзен медал, овој пат навистина ми е како поголем предизвик за да дојдам до подиумот, затоа што пак ќе кажам конкуренцијата е навистина сериозна. Првите тројца возачи кои што се моментално во генералниот пласман сите имаат возено и си имаат надпреварувано на некој светски шампионат, така да навистина ми е и предизвик и чест да возам и да се надпреварувам со такви возачи. Така, што значи бронзата за тебе? Што представува? Дава ли дополнителна мотивација да се освојуваат и понатаму патеките? Искрено да, бронзениот пехар од оваа сезона, повторно ќе кажам, дава еден сериозен мотив и буст и за мене и за мојот тим да напредуваме и да се развиваме како и јас како возач и целиот мој тим, да идеме во една нагодна линија, да напредуваме од трка во трка. Така да навистина е голем мотив и се трудиме и даваме напори да видиме што е можно подобри од трка во трка. Така, што е потребно? Како теча подготовките, колку време се подготвуваше за да бидеш дел од европскиот шампионат? Па во принцип ние кај нас нема стагнација. Цело време сме во некои нови подготовки, бараме цело време нови делови за моторот, бидејќи во ова модерно време постојано излегуваат апдејти и нови делови за моторот, како механички, така и електронски. Така да цело време се трудиме да видиме и јас во што е можно подобра кондиција и физичка и психичка и моторот да биде што е можно поспремено трка во трка, да ги бараме тие грешки, тие стотинки, каде можеме да се подобриме, каде можеме да закочиме малку покасно, да отвориме на гаста порано, да видиме што е можно побрзи, побезбедни, без падови, без повреди. Тоа е тоа. Да, ти не си сам, нели? Иако сам настапуваш, нели, на трката, кој се какав е тимот кој што работи заедно со тебе и кој се ти помага во сите подготовки кои што се потребни и неопходни? Во принцип, постојано на патегите сме тројца до четворица, јас, мојот брат, мојот татко, кој што се од почетокот на мојата кариера, веќе 10 година константно и заедно со мене, сум им многу благодарен поради тоа, затоа што ти некога да го поддржуваш 10 години е навистина за почити, не знам како би можел да им се одржам за тоа што они го прават за мене. И тука доаѓа уште еден човек со нас кој што ни помага од сите тие работи, колку што може да ни излезе во престрет, така да пак ќе кажам, константно се трудиме сите кои моментално на мојот мотор работи само брат ми, затоа што он е, можам да кажам, највеќе довербам во него, затоа што дури он не каже мали моторот е спремен, ја не се качувам на мотор. Така он каже тука ќе влеземе така во таа кривина, ја влегувам така без разлика дали можеби ќе падна, можеби ќе излета, можеби нема да фатам кривината како што треба. Имам комплетна доверба во него, така да што ќе каже он, така мора да биде. Другите учесници од тимот имаат друга задача, некој да прави промена на гума, некој да оди на другиот дел од патеката да гледа како идат конкурентите во тие одредени свиоци, да кажат тука ој иде вака, ти одиш така, ти грешиш, тука си подобар, тука си постав, да се најдат сите тие, повторно ќе кажам, стотинки, бидејќи во овој спорт се работи за стотинки, колку си побрз, толку ќе идеш. Една стотинка може да на квалификациите да тонеси 5 места и понапред и поназад, така да се трудиме што е можно повеќе од тие тројца, четворица луѓе да
да направат работа како за 10 души. Да, сепак нели поддршката, но и сугестиите кои што ги добиваш и советите се нели најнеизбежни во твојата работа, во она што го правите нели сите заедно како тим. Почувствува ли некогаш додека се возеше стазата дека ќе бидеш ти оној кој што ќе се закери со бронза? Па во принцип секој пат кога одиме на трка, нашиот план е да како да дојдеме до подиумот, бидејќи сонот на секој надпреварувач е да победи, да биде на подиум, да освари што е можно подобар резултат, така да ние не одиме со таа теза битно е да учествуваме, него ние одиме да освариме што е можно подобар резултат, да видиме подобра верзија од себе и да атакуваме на подиумот. Така да во принцип ние сме цело време блиску до подиумот. Многу малку недели делат во принцип од секоја трка неколку секунди да кажеме од подиумот, така да овој пат навистина работевме константно во текот на сите тие слободни тренинзи да најдеме идеален сетап на мотор, да го подесиме како што треба, да одбереме идеална компонента за која што ќе одговара и на асфалтот и на временската прогноза, да истара цела трка во идеално темпо. И ете, благодарение на мојот тим, благодарение на Бога успеавме да оствариме подиум. Така, кој е мотивот? Што е оно што те води секогаш кога ќе стапнеш, ќе се качиш на моторот и возиш нова трка? Што е оно што те мотивира и што те води да извозиш до крај? Па мотивот е тоа што знам дека сме почнали од нула, дека сме почнали од буквално од ништо, сме дошли до некој одреден, да кажам, степен каде што можеме имаме и ресурси да имаме добар мотор, добар тим, да имаме гуми колку што навистина ни требаат и ни се доволни за еден викенд, така тоа ме води за тоа што знам од кај сум дошол, знам што треба да направам, а другото го оставам на Бога и како он ќе каже дека треба да биде, така и ќе биде, така да тоа е тоа што мене ме води. Да, Христијан, не застануваш тука, Европскиот шампионат продолжува и понатаму. Што е она што следно каде ќе можеме следно нели да те видиме, како течат подготовките сега за наредните надпреварувања? Сега моментално имаме пауза од некои 2 до 3 недели и повторно продолжуваме, остануваат уште 4 трки од овој европски надпревар, односно два викенда, во еден викенд возиме две трки, така да сега следна наред е патеката во Словачка, Словакија Ринг, која што ќе се одржи на 20 септември. Така да моментално се подготвуваме на тоа, моментално моторот е комплетно расторен, почнуваме му правиме рефреш, да се проверат сите тие делови, да се провери дали се како што треба, да се направи основен сервис, да се склопи, да чекаме следната трка. Што очекуваш од следните надпреварувања? Па, очекувам да ја почнам и да завршам трката, другото пак ќе кажам, оставам на Бога како треба да биде, така и ќе биде. Ќе удареме максимумот и тоа е тоа што биде, ќе дознаеме за 2 до 3 недели. Оно што ние како тим од утениската програма на Алфа телевизија може да ти посакаме навистина големи успеси и да го постигнеш оно што сакаш да го постигнеш и да се надеваме дека ќе дојдеш со уште некој медал од крајот нели на европскиот шампионат, од европското надпреварување. Ти посакувам уште многу успеси во иднина. Ви благодарам.